Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве што издвојуваме од дневните актуелности. ЧД вели, општината ќе направи се за што повеќе лица да го искористат проектот Купи куќа за млади. 53 годишен Кумановец е лицето кое го загубило животот во сообраќајната несреќа на автопатот Скопје-Велес. Во февруари дводневен театарско-музички фестивал во Велес. На повикот на Министерството за транспорт и врски, општина Велес ќе поднесе барање за добивање на урбанистички план за простор на кој младите со средства од државата ќе ги градат своите живеалишта. ЧД вели за овој проект Купи куќа за млади, кај велешани има голем интерес. Општина Велес ќе учествува на јавниот повик од Министерството за транспорт и врски за добивање на урбанистички план на просторот, на кој што ќе може младите преку проектот Купи куќа за млади да го градат својот дом. ЧД вели, за овој проект кај велешани има огромен интерес. Во текот на 2016 година нашиот план биде изработен, понуден на одобрување и очекуваме понатамошните инструкции на кој начин ќе се одвиваат да ги презентираме, да бидат достапни и на првиот повик да учествуваат сите оние што се заинтересирани, а очигледно дека бројот ќе биде доста голем. За младите луѓе вели ЧД има две основни работи: обезбедување на сигурно работно место и домување, односно обезбедување на стамбен простор. Кога ќе се обезбеди едната и другата работа, тогаш константно расте и бројот на членови во семејството. Затоа општината ќе стори се што е во нејзина можност, што поголем број на велешани да ги почувствуваат бенефитите од проектот Купи куќа за млади. Голема заинтересираност, ние сме подготвени и да дадеме на просторија од општина Велес и луѓе да пратиме на едукација кои што ќе даваат информации до заинтересираните наши сограѓани и пошироко и у регионот, за да можат да не мораат до Скопје да се информираат на лице место, бидејќи тие луѓе би отишле на едукација во Скопје, за да можат своите презентации пред заинтересираните странки да бидат максимално јасни, максимално транспарентни. Министерството за транспорт и врски отвори јавен повик наменет за сите општини за изработка на план за типски населби во кои своји домови со државни пари ќе градат млади лица. Петнаесети марта е крајниот рок за поднесување годишна даночна пријава за сите граѓани кои лани оствариле дополнителни приходи по различни основи, потсетува Управата за јавни приходи. Крајниот рок за поднесување годишна даночна пријава за сите граѓани кои лани оствариле дополнителни приходи по различни основи е 15 март, потсетува Управата за јавни приходи. Задолжително поднесете образец ПДД ГДП најдоцна до 15 март, ако минатата година сте оствариле дополнителни приходи, односно, освен плата, пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, сте оствариле и приходи од кирии, издавање имот, закуп или подзакуп, авторски права, индустријска сопственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, добивка од наградна игра во износ поголем од 5000 денари, приходи од игри на среќа преку специјализирани странски интернет страни, лични примања од странство, работно ангажирање во амбасада, мисија на меѓународна организација, информира Управата за јавни приходи. Пријава исто така треба да се поднесе и за приходи остварени преку интернет, е-трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, поставување реклами на сопствени интернет страни, прогнози, дојави на типови за спортски надпревари, како и други дополнителни приходи, надвор од редовната плата или пензија. Министерството за одбрана објави нов конкурс за пилоти во армијата на Република Македонија. Оние кандидати кои успешно ќе ги завршат селективните тестови ќе добијат статус кадети и ќе започнат со школувањето за воен пилот.
Нов конкурс за пилоти во армијата на Република Македонија објави денеска Министерството за одбрана. Селекцијата на кандидати за пилоти се состои од низа тестирања и проверки на здравствената и физичката подготвеност, компјутерски тестирања и вежби специјално прилагодени за професијата пилот, за на крај способноста на кандидатот да се провери во 10 летови на авионот ЗЛИН 242Л. Се наведува во соопштението на Министерството. Оние кандидати кои успешно ќе ги завршат селектираните тестови, ќе добијат статус кадети и ќе започнат со школување за воен пилот. Сите заинтересирани по детални информации за конкурсот може да најдат на интернет страницата на Министерството и на Воената академија. Идентификувано е лицето кое доцна вчера вечер припадниците на посебната полициска единица го извлекоа од провалијата кај местноста Клисура во непоследна близина на наплатната рампа Сопот на автопатската делница Скопје-Велес. Станува збор за ВМ, 53 години од Куманово. Според информациите од истрагата, тој бил сам во автомобилот Фиат Линеа, кој се уште од непознати причини излетал од делницата во длабоката провалија. Нема парно грејење во училиштата, обвинува Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Велес. Посочените училишта демантираат, учениците ја посетуваат наставата во топли училници. Во Општинското основно училиште Васил Главинов, Општинското основно училиште Блаже Конески и ученичкиот дом Лазар Лазаревски нема парно грејење. Ова се обвинувањата кои ги упати Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Велес. Имено на првиот училишен ден од второто полугодие, учениците наставата ја следеле облечени со јакни и шалови, вели Весна Стојанова Богоевска. Наместо веднаш да се реагира и да се обезбедат основни услови за да може децата нормално да следат наставата, стоплени наместо смрзнати, денеска исто така проверете дали има грејење во дел од училиштата. Стојанова Богоевска исто така обвини дека во ученичкиот дом Лазар Лазаревски немало кој да ги прими учениците. Ова го демантираа од ученичкиот дом. При приемот на учениците, односно при доаѓањето на учениците во ученичкиот дом со почетокот на второто полугодие, имаше присутен воспитувач, имало и ќе има, значи воспитувачите и сите вработени во ученичкиот дом се на работа согласно Законот за работни односи, Законот за ученички стандард и се доаѓаат. Парно грејење во Општинското основно училиште Васил Главинов има, истакна директорот Лилјана Коцева Николовска. Училиштето има парно грејење, не работиме со скратени часови, наставата тече нормално и успешно така како што треба. Директорот на Општинското основно училиште Блаже Коневски ги демантираше обвинувањата од страна на СДСМ. Во нашето училиште затоплувањето, парното грејење работи нормално како и во нормалните денови во зимскиот период. Значи, парното грејење се пушта 2 часа пред да започне наставата, а работи во 2 смени. Раководителите на образовните институции велат дека поради зимскиот распуст и незагревањето на училиштата во изминативе 20 на дена, може би потешко се загреваа просториите, но тврдат дека наставата се одвива во најдобар ред. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е утре со почеток во 19 часот во салата Бели Мугри ќе одржи трибина под наслов на Македонија и треба твојата идеја во рамки на активната партиципација на младите во процесот на креирање на младинските политики и проекти. Трибини на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се одржуваат во сите градови од државата. Целта на овие трибини е младите луѓе на Велес преку изнесувањето на корисни идеи, предлози, проекти и мерки, директно да учествуваат во реализацијата и спроведувањето на младинските политики, придонесувајќи на тој начин во создавањето на подобри услови за живот за младите луѓе. Ги покануваме сите млади од општината да присуствуваат на оваа трибина, каде што ќе можат да ги изнесат своите идеи и размислувања. Почитување. Во изминатиот период, ВМРО ДПМН токму од овие акции произлегува многу важни проекти, кои беа предложени како идеи токму од граѓаните. Водејќи се по таа работа, УМС ги спроведува овие трибини само за младите.
Тоа е така затоа што младите најдобро знаат што им е потребно. А ВМРО ДПМН е секогаш тука за да ги слушне нивните идеи и да действува. Сдруженијето на граѓани, фестивал на античка драма Стоби, дел од меѓународен проект. 2 театарски представи и 1 концерт како дел од фестивалот посветен на жената. Медеа и жени од подземјето се 2 представи, додека Фолтин со концерт на 7 февруари ќе го затвори фестивалот. Дводневен театарско-музички фестивал во Велес. Местото на случување е театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. 2 премиери и 1 концерт се настаните кои се дел од пограничниот проект кој го реализира Сдруженијето на граѓани, фестивал на античка драма Стоби, како партнери на здруженија од Лерин и Атина, Грција. На 6 февруари публиката ќе има можност да ја проследи премиерно Медеа во режија на Ненад Витанов, додека ден потоа представата Жени од подземјето во режија на Андреј Цветановски. Истиот ден со почеток во 22 часот, групата Фолтинг со својот концерт го затвора фестивалот, за кој ФАТ Стоби и партнерите од Грција конкурирале во 2013 година. Проектот бил одобрен минатата година, а реализацијата завршува годинава. Всушност се однесува на организација на 2 фестивала, тоа е фестивалот на античка драма Стоби и Преспа фестивалот, во кој што имаме некаква размена на проекти, со тоа што тие од нивната страна прават 2 нивни проекта на кој што тема е жената и всушност така и се вика проектот Ladies on the Lake, Ladies of the Lake. Представата Жени од подземјето на 29 февруари ќе биде одиграна во Лерин, Грција. Македонската публика веќе одгледала една представа која подготвиле партнерите од Атина. Едната представа веќе беше во рамки на фестивалот Стоби, што се одржа минатата година, Античка крв, всушност беше дел. Античка крв беше дел од овој проект. Меѓутоа тогаш не можевме да го обзнаниме тоа затоа што се уште ние немавме почнато со нашите проекти. Не беше подпишан договор со Европската комисија. И значи нивниот дел во суштина гостувањето во Република Македонија е завршено. Останува ние да го завршиме нашиот дел, фестивалот, представата и да гостуваме во Лерин, што сега ги се одржани до 29 февруари. Овој проект тежи 650.000 евра. За активностите во Македонија предвидени се 130.000 евра. Покрај средствата добиени од меѓународниот грант, како поддржувачи се јавуваат и Министерствата за локална самоуправа и култура. Медеа и Жени од подземјето, бидејќи се представи со античка тема, ќе бидат дел од годинешното 15-то издание на фестивалот на античка драма Стоби. Минатата година хидроелектраните Шпилја и Глобочица забележале рекордно производство. Еврокомесарот Хан на 2 февруари во Скопје. Вестите од Македонија. Хидроелектраните Шпилја кај Дебар и Глобочица кај Струга, кои го сочинуваат Црнодримскиот слив, лани забележале рекордно производство. Тоа, како што велат надлежните во Елем, е резултат на поволната хидрологија на ова сливно подрачје, кое го сочинуваат реките Радика и Црни Дрим, како и навреме и успешно реализираните ремонти и ревизии на електромашинската опрема. Во ХЕЦ Шпилја произведени биле 314 милиони киловат часови електрична енергија, што е за околу 5% повеќе од планот. Во ХЕЦ Глобочица произведени се 227 милиони киловат часови, што е околу 17% повеќе од годишниот план. Двата значајни електроенергетски објекти кои работат главно според потребите на системот, лани произвеле вкупно 542 милион киловат часови, велат во Елем. Во акумулациите Дебарско езеро и Глобочица има резерви на вода за производство на 32, односно 20 милиони киловат часови електрична енергија. Обилните дождови го зголемија дотекот на вода, а со самото тоа и нивото на акумулациите. Снегот кој во овој регион го има над 20 сантиметри во пониските делови и многу повеќе на планините е гаранција за поголем дотек на вода во пролет, кога ќе почне да се топи снегот од планините. Добродојдени се првите чекори превземени од страна на опозицијата да остане вклучена, напиша еврокомесарот Јоханес Хан на Твитер,
Потсети дека сериозни напори треба брзо да направат владеачките партии за избирачкиот список, Државната изборна комисија и реформите во медиумите. Според него, конструктивната соработка на сите партии е единствениот пат за да се обезбедат фери демократски избори. Хан најави дека на 2 февруари повторно ќе дојде во Скопје, заедно со меѓународната заедница, да го прегледаат напредокот во подготовките за изборите. Терористички напад во Сомалија, најмалку 20 лица убиени. Грчката крајбрежна стража утрово откри тела на удавени бегалци во Егејското море. Ова е светот денеска. Најмалку 20 лица, меѓу кои и жени и деца, се убиени во напад на припадниците на исламистичката група Ал-Шабаб врз популарен ресторан крај морето во Могадишу, главниот град на Сомалија. Полицијата утринава успеа да ја преземе контролата врз ресторанот, изјавил полицискиот капетан Мохамед Хусеин, пренесува Танјуг. Додека сомалиските специјални сили ги пребарувале просториите на ресторанот, оттаму се слушале експлозии и пукање. Исламистичката екстремистичка група Ал-Шабаб ја презеде одговорноста за нападот. Агенциите пренесуваат дека во нападот учествувале 5 лица и дека пред влезот во ресторанот активирале бомба. Министерот за безбедност Омар Мохамед изјавил дека 4 од нападачите се убиени, а 5 е уапсен. Грчката крајбрежна стража утрово откри тела на удавени бегалци во Егејско море. Источно од островот Фармакониси се удавиле 6 деца и една жена, откако нивниот чамец потонал. Првично биле откриени 40 бегалци кои кажале дека 8 лица исчезнале. На местото на инцидентот пристигнале припадници на Фронтекс и започнале потрага. Малку подоцна девојче било спасено и биле откриени телата на 7 удавени. Од утрово властите во Грција почнале голема операција за спасување на исчезнати бегалци. Тие патувале со бродче кое потонало северно од островот Калолимнос. Досега биле спасени 26 бегалци и се извадени телата на 5 лица. Точниот број на имигрантите кои патувале не е прецизиран. Некои тврдат дека биле 50, а некои 100. Познати противниците на македонската кошаркарска репрезентација на Европското првенство следната година. Во нашата група се наоѓаат селекциите на Унгарија, Велика Британија и Луксембург. Барселона со победа над Реал Мадрид, нови НБА надпревари. Ова се вестите од спортот. На денешната ждрепка за квалификациските групи, кошаркарската репрезентација на Македонија се најде во група во која се уште селекциите на Унгарија, Велика Британија и Луксембург. Следната година Европското првенство ќе се одржи во Турција, Финска, Израел и Романија. Пласман на собирот на најдобрите ќе обезбедат првопласираните селекции, како и 4 од второпласираните од секоја од 7 групи. При одредувањето на табелата за репрезентациите кои ќе бидат втори, в предвид нема да се земат резултатите со противниците кои ќе завршат на последно место. Во периодот помеѓу 31 август и 17 септември ќе се одиграат квалификацијските надпревари според принципот дома-гости. На предстојниот All-Star меч кој ќе се одржи на 14 февруари во Торонто, дефинитивно ќе настапи Коби Брајант, откако собра најмногу гласови од кошаркарските фанови. За звездата на LA Lakers гласаа 1.891.614 навивачи, што е за 200.000 повеќе од второпласираниот Стеф Кари, па ветеранот ќе има можност да настапи и на својот 18-ти надпревар на сите звезди пред на крајот на сезонава да се збогува од кошарката. Во стартната петорка на западната конференција, освен Коби Брајант, се и Расел Вестбрук и Кевин Дурант од Оклахома Сити, Стеф Кари од Голден Стейт, како и Леонард од Сан Антонио Спарс. За Леброн Джеймс ова ќе биде 12-то учество на All-Star мечевите.
Тој ќе го предводи тимот на Истокот, заедно со својот поранешен соиграч Двен Вейт. Кармело Ентони исто така е во стартната петорка, откако собра повеќе гласови од Пау Гасол. Домашниот миленик Кал Лори од Торонто доби предност од Кајри Ирвинг од Кливленд, а стартната петорка ја заокружи Пол Џорџ од Индијана Пейсерс. Во кошаркарското Ел Класико, екипата на Барселона го победи Реал Мадрид на средбата која се одигра синоќа во Мадрид. Надпреварот беше во рамки на четвртото коло од топ 16 фазата. Во последната секунда, Джастин Дуелман со својот 24-ти поен и донесе победа на Барселона со 87 спрема 86. Вчера во F групата се одигра и мечот помеѓу Лаборал и ЦСКА Москва. Лаборал ја победи ЦСКА Москва со 81 спрема 71. Во групата Е се одиграа два надпревари. Локомотив Кубан славеше над Панатинаикос со 76 спрема 67, а Цедевита беше подобра од Анадолу Ефес со 84 спрема 80. Денеска се играат останатите 4 средби од ова коло. Двојките се Дарушафака Фенербахче, Црвена звезда Уникаха од Е група, Химки Бамберг и Жалгирис Олимпијакос од Ф група. Роџер Федерер запиша нова страница во историјата на тенисот, остварувајќи ја 300-та победа на Гранд Слем турнирите. Третиот тенисер во светот, во третото коло на Австралија Опен, славеше против Григор Димитров со 3-1 и така стана прв играч кој успеал да се најде во клуб 300 на најголемите светски турнири. На вечната листа, далеку зад Роџер, се наоѓа Џими Конорс со 233 Гранд Слем победи. Славниот Андреа Гаси има 224 победи, а Иван Лендел 222. Актуелниот најдобар тенисер Новак Ѓоковиќ досега има 209 победи. Мартина Навратилова, која е апсолутна рекордерка со 306 победи, е следната станица за Федерер. Швајцарскиот тенисер во следната рунда на Австралија Опен ќе се сретне со Давид Гофин од Белгија, кој во 4 сета го елиминираше австриецот Доминик Тим. Јапонецот Кеи Нишикори, кој беше подобар од Гарсија Лопес, обезбеди пласман за понатаму, како и францускиот тенисер Жо Вилфред Цонга, кој немаше поголеми проблеми против својот сонародник Херберт. Пет надпревари беа одиграни синоќа во НБА лигата. Дербито се одигра во Кливленд, каде домашните ги победија LA Clippers со 115 спрема 102. Со по 22 поени, најефикасни во победничкиот тим беа Леброн Джеймс и J.R. Смит, додека во гостинскиот состав Крис Пол заврши со 30 постигнати поени. Кошаркарите на Сан Антонио ја запишаа синоќа 12-тата едно по друго победа, триумфирајќи на гости со 117 спрема 89 против Феникс, за кого тоа беше пак 6 едно по друго пораз. До победата водеше Леонард со 21 поен, додека кај Феникс Букер постигна 24 поени. Кошаркарите на Денвер загубија на домашен терен од Мемфис со 101 спрема 102. Наефикасен во победничката екипа, но и на мечот беше Марк Гасол со 27 поени, додека кај Нагетс Фарид постигна 17 поени. На домашен терен, Нью Орлеанс славеше против Детройт со 115 спрема 99, а Сакраменто беше подобар од Атланта со 91 спрема 88. Сончево, но студено време имавме денеска. За викендов температурите ќе се спуштат и до 8 степени под нулата. Еве ги деталите.
Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.